Добар ден, почитувани колеги. Продолжуваме со теоретскиот дел од предметот предклиничка пародонтологија со етиологијата на пародонталната болест, односно со дополнителните етиолошки фактори кои што се вклучуваат во етиопатогенезата на пародонталната болест. Како што на претходното предавање ви спомнав, овие фактори се особено значајни да се познаваат, затоа што нивното добро познавање ќе ви помогне при спроведувањето на соодветните тераписки мерки кај пациентите со пародонталната болест. Денеска ќе зборуваме за јатрогените фактори во етиологијата на пародонталната болест, за импакцијата на храната во етиологијата на пародонтопатијата, за лошите навики и за морфолошките отстапувања на меките и косткените ткива. Јатрогените фактори, самиот поим, потекнува од грчкиот збор јатрос, кој што значува лекар. Тоа значи дека се тие предизвикани од одредена стоматолошка интервенција. Самиот стоматолог со своите интервенции прави одредени работи кои што штетно влијаат врз самите пародонтални ткива. Такви се, например, несоодветно изработени пломби, коронки, мостови, протези и нивната улога во етиологијата на пародонталната болест може да биде директно штетно влијание и индиректно штетно влијание. Да ги разгледаме овие две штетни влијанија на јатрогените фактори. Директното штетно влијание на факторите кои што стоматологот може да ги предизвика се механичко оштетување на пародонталните ткива и хемиско оштетување на пародонталните ткива. Механичкото оштетување на пародонталните ткива најчесто настанува при одредени стоматолошки интервенции кои што секојдневно се изведуваат во стоматолошката ординација. А тоа се препарација на зъбите за коронка, поставување на конецот пред земање на отпечатокот, понатаму изработка на коронка која што има неадекватен цервикален раб, неадекватно воспоставување на односот помеѓу две коронки или помеѓу коронка и природниот зъб. Понатаму, препарација на различни кавитети во конзервативната стоматологија, тоа се 2, 3, 4 и 5 класа поблек, при што со борерот механички се оштетува гингивалното ткиво. Пред поставување на дефинитивните пломби, секако задолжително поставувате и матрици. При поставувањето на матриците многу често настанува оштетување на оние најчувствителни делови од гингивата, ако се сеќавате кога зборувавме за анатомијата и хистологијата на гингивалното ткиво, а тоа се сулкусниот и припојниот епител. При длабокото поставување на матрицата во гингивалниот сулкус доаѓа до оштетување на овие чувствителни делови од гингивалното ткиво. Тоа секако не значи дека треба да се избегнува поставување на матриците, меѓутоа нивно внимателно поставување е секако потребно да биде земено во предвид. Други стоматолошки изработки кои што механички оштетуваат гингивалното ткиво се пломби кои што се поставуваат после препарациите од 2, 3, 4 и 5 класа, при што тие пломби отстапуваат од самата препарација, а ги нарекуваме пломби со стапалка, како и непостоење на контактна точка на протезките и конзервативните изработки. Сите овие фактори, сите овие стоматолошки интервенции кои што ги набројат, предизвикуваат оштетување пред се на припојниот епител, кој што се наоѓа на дното на гингивалниот сулкус, при што се отвара патот за продор на различни патогени продукти кои што потекнуваат од присутниот дентален плак. Освен директно
механичко оштетување, при стоматолошките интервенции може да настане и директно хемиско оштетување на пародонталните ткива. Тоа се случува често пати при користење на јаки антисептици за испирање на оралната празнина, при што може да настане хемиско оштетување на гингивалното ткиво, а многу по-значајно е, можеби многу по-често се случува кога се стават одредени средства за девитализација на зъбите, ако имате мортална девитализација со апликација на токсавид, кој што невнимателно се аплицира во кавитетот, може дел од него да заостане на гингивалното ткиво, при што тој доведува до некроза на пародонталните ткива и нивно иреверзибилно оштетување. На овој слайд можете да забележите како изгледа гингивалното ткиво кога имаме несоодветно изработени вештачки коронки, особено кога се предимензионирани цервикалните рабови на коронката, а овдека на оваа фотографија исто така забележувате дека помеѓу двете коронки на кои што се изработени на двата централни инцизива нема контактна точка. Погледнете оваа фотографија како делува ова ткиво со еден збор измацерирано, кое што е такво заради невнимателна работа при препарација на овие зъби за вештачки коронки, а веројатно и употреба на определени јаки антисептични средства. На овој слайд е прикажана една пломба која што отстапува од самата препарација, така наречена пломба со стапалка, која механички го оштетува гингивалното ткиво, но не само тоа, таа е и одлично место за поголема акумулација на денталниот плак. На оваа фотографија забележувате колку е анемизирано гингивалното ткиво кај централниот инцизив, кој што е секако со коронка, која што е поврзана со повеќе коронки во една мостовна конструкција. При таква една предимензионирана коронка, односно низиниот цервикален раб, настануваат хемодинамски пореметувања на гингивата и при тоа се јавува анемија на ткивото. Таа анемија предизвикува пореметување на биолошкиот црн овер на ткивото. Ако се сеќавате, кога зборувавме за анатомијата и хистологијата на пародонталните ткива, зборувавме дека здравиот пародонт постојано се регенерира и репарира. Кога има ваква предимензионирана коронка, доаѓа до пореметување на тој биолошки црн овер на ткивото. Како резултат на тоа, присутниот дентален плак предизвикува развој на патолошкиот процес и појава на пародонтопатија. Тоа беше директното штетно влијание на јатрогените фактори. Но јатрогените факторите предизвикани од стоматолошките интервенции, имаат и индиректно влијание врз пародонталните ткива. Дури се смета дека индиректното влијание е многу позначајно за развојот на пародонталната болест, отколку директното штетно влијание на јатрогените фактори. Зошто е тоа така? Затоа што несоодветно изработените стоматолошки интервенции, кои што беа до сега веќе набројани, делуваат на три начини индиректно штетно врз потворниот апарат на зъбот. Првото е што го фаворизираат, го потенцираат создавањето, како и задршката на денталниот плак. Второ, оневозможуваат отстранување на денталниот плак и ја отежнуваат самата орална хигиена. И третото, штетно индиректно влијание е што несоодветно изработените
Особено протезски изработки предизвикуваат и травматска оклузија, за што ќе имате посебно предавање. Овдека на овој слайд се прикажани две фотографии, каде што забележувате кога имате предимензионирана цервикален рак на коронката кај централниот инцизив, каква инфламација на гингивата се забележува заради присутниот дентален плак, кој што отежнато се отстранува и полесно се акумулира. Нешто слично се забележува и на канинот на фотографијата која што е подолу на слайдот. Импакцијата на храната, која што настанува како резултат на несоодветно изработена контактна точка помеѓу вештачките на доместоци и природните зъби, влијае штетно врз пародонталните ткива и се вклучува во етиологијата на пародонталната болест. Се разликува вертикална импакција и хоризонтална импакција на храна. Вертикалната импакција настанува во текот на жвакањето под дејство на оклузалните сили, додека пак хоризонталната импакција е предизвикана од дејството на мускулите на образот, јазикот, како и устните во текот на жвакањето. Втиснувањето на храната во сулкусот, во гингивалниот или во пародонталниот чрев, во физиолошки услови кога нема ортодонтски аномалии, не настанува, не доаѓа до втиснување на храната. Тоа е оневозможено, односно самото втиснување на храната во физиолошки услови е оневозможено заради интегритетот и положбата на апроксималните контакти на зъбите. Тоа значи кога имаме соодветен контакт помеѓу зъбите, соодветна контактна точка или контактна површина, нема вертикална импакција. Исто така, оневозможувањето на импакцијата е овозможено и со обликот на гризната површина на природните коронки на зъбите. Обликот на вестибуларните и оралните површини на зъбите, односно присуството на соодветен екватор на вестибуларната површина и на оралната површина на зъбите, го оневозможува импактирањето на храната. Исто така, правилната положба на зъбите во зъбниот низ го оневозможува импактирањето на храната. Тоа е во физиолошки услови на кој начин се спречува импакцијата на храната. Но во кои услови настанува вертикална импакција на храната? Присуство на кариес на зъбот, особено на апроксималните површини на зъбите, секако ќе предизвика втиснување и импакција на зъбите во апроксималните површини и оштетување на гингивалното ткиво. Малпозицијата на зъбите. Од ортодонција, предпоставувам дека веќе знаете, постојат различни типови на малпозиции на зъбите, неправилна нивна поставеност, која што исто така предизвикува вертикална импакција на храната. При длабок загриз доаѓа до вертикална импакција на храната, особено на вестибуларната површина на долните инцизиви во долната вилица. При абразија на зъбите, кога е таа присутна, особено кај повозрастните индивидуи, кога таа е поизразена, доаѓа до губење на апроксималните точки помеѓу зъбите, апроксималните контакти, при што доаѓа до вертикална импакција. Екстрахиран, а не надоместен зъб. Знаете дека кога се доаѓа до екстракција на еден зъб, соседниот зъб обично мезијално се поместува, односно нема бодили поместување, туку има инклинирање на соседниот зъб до екстрахираниот зъб, при што помеѓу двата соседни зъби се губи контактот и тогаш доаѓа до импакција на храна. Несоодветните стоматолошки изработки, кои што подразбираат несоодветно моделирање на контактната точка кај коронките и кај пломбите, при што кога ќе се стави пломбата и кога ќе се цементира коронката, нема контакт помеѓу зъбите, овозможува втиснување на храна и оштетување на гингивалното ткиво. Миграцијата на зъбите, која што може да биде и дури клинички симптом на пародонталната болест, исто така може да предизвика вертикална импакција на храната.
Оно што е карактеристично за хоризонталната импакција на храната е дека таа настанува кога се присутни така наречени вентилациони простори во интерденталната регија. Тие вентилациони простори се присутни кај пациенти со напредната пародонтопатија, како и кај пациенти кои што имале улцеронекрозен гингивит, при што дошло до губење на интерденталната гингива и празни интердентални простори, при што се присутни тие вентилациони простори. Вентилационите простори настануваат поради разорување и губење на интерденталната гингива при овие два наведени патолошки процеси. На кој начин штетно влијае таа импакција на храната? Стиснатата храна или постојаното стиснување на храната кога не постојат контактите меѓу зъбите предизвикува оштетување на сулкусниот епител и епителот на пародонталниот жеп, но доведува и до кинење дури и на припојниот епител кој што се наоѓа на дното на гингивалниот сулкус. На тој начин се отвара место за продор на инфекцијата во подлабоките пародонтални ткива, се мисли на инфекцијата на микроорганизмите од денталниот плак. Исто така, стиснатата храна, која што многу тешко се отстранува од овие интердентални простори, служи како одлична органска основа, која што им служи како енергетски материјал на бактериите од денталниот плак, со што уште повеќе се влошува ситуацијата. Може би е добро да ги познавате и клиничките знаци кои што се карактеристични за импакцијата. Тие можат понекогаш да ве насочат кога пациентот ви се жали на одредена симптоматологија, да знаете за што станува збор. Тие клинички знаци кои што се карактеристични за импакцијата се чувство на притисок на страна телото меѓу зъбите, одредена тапа болка која што ирадира длабоко во вилицата, која што не може убаво да се дефинира од страна на пациентот, воспаление на гингивата, која што е следено со крварење при четкање на зъбите, една непријатна миризба од местото каде што има импакција на храната, еторексоре, знаете дека тоа се нарекува, деструкција на гингивата и оголување на коренот на зъбот. Често пати е присутен и коренски кариес кога има импакција на храна, перкуторна чувствителност на зъбите, на вертикална па дури на хоризонтална, создавање на пародонтален жеп, појава на пародонтален абсцес, деструкција на алвеоларната коста, како и миграција на зъбите се клинички знаци кои што укажуваат на присутна импакција на храната. На овој слайд ги забележувате на сликата означено со еден вентилационите рабови кои што ги спомнавме кај хоризонталната импакција. Имате случај со напредната пародонтопатија, при што имаме изгубена интердентална гингива заради деструктивно-дегенеративните процеси кои што настанале на гингивалното ткиво и можност при жвакање под дејство на силите на образите и на устните, да се мускулите на образите и устните да се стиснува хоризонтално храната. На сликата под број 2 забележувате една малоклузија, односно латералниот инцизив е по-палатинално поставен, при што доаѓа до стиснување на храна во гингивалниот сулкус. На сликата под број 3 забележувате абразија на зъбите, која возможува вертикална импакција, значи изразена абразија, при што дошло до губење на контактната точка и импакција вертикална на зъбите. На сликата под број 4 гледате длабок загрив, каде што зъбите од горната вилица со инцизалните рабови допираат дури до гингивалното ткиво во долната вилица, при што настанува импакција, вертикална импакција на храна во гингивалниот сулкус кај долните инцизиви и на централни, латерални и канино дури од вестибуларната страна. Во дополнителните етиолошки фактори на пародонталната болест се спомнуваат уште и лошите навики, како што се унилатералното жвакање,
дишењето на устата, одредени парафункции, како и користење на мека храна. Унилатералното жвакање. Кои се причини пред се за едно унилатерално жвакање? Тоа настанува кога има пречки на другата страна на вилицата, заради отсуство на заби, поголем број на екстрахирани заби од едната страна на вилицата, секако индивидуите ги тера да жвакат на другата страна. Несоодветни пломби или протетски изработки, кои што предизвикуваат оттежнато жвакање од едната страна. Импакција на храна од едната страна предизвикува жвакање само на другата страна. Болка на одреден зап, оттежнато никнење на третите молари на таа страна, секако дека нема соодветно жвакање. Пречки во темпоромандибуларниот зглоб, како и улцерација на валната мукоза, предизвикуваат унилатерално жвакање. Што се случува при тоа на страната на која што се жвака, а што се случува на страната на која што е отсутно жвакањето? На страната на која што постојано се жвака, се случува преоптеретеност на потпорниот апарат на забите, кои што се прекумерно изложени на окузалните сили. Додека пак на страната на која што не се жвака, се големува количеството на денталниот плак, бидејќи на таа страна отсутствува само чистењето. Дишењето на уста се спомнува во етиологијата на пародонтопатијата и тоа особено изразено во фронталната регија на гингивата во горната вилица. Многу често при дишењето на устата се случува продуктивен тип на инфламација, односно една хиперплазија на гингивата. Зошто се случува тоа? Заради постојано сушење на гингивата, отсутството на пунката и сите оние заштитни механизми кои што ги дава пунката, овозможува не само поголема акумулација на плак, туку и поголемо штетно дејство на акумулираниот дентален плак. Од парафункциите кои што спомнавме дека исто така се случува со етиологијата на пародонтопатијата, се несвесно стискање на забите, бруксизмот и со несвесна навика, која што предизвикува прекумерно оштетување на потпорниот апарат на забот, и тоа е во оној дел на така наречената трауматска оклузија, за кој што посебно ќе зборуваме. Исто така, лоши навики од типот на грицкање на страни предмети помеѓу забите, како и туркање на забите со јазикот. Еве на овој слайд, на сликата лево, забележувате состојба по долготраен бруксизам, при што дошло до прекумерно губење на забната субстанца и секако трауматско оштетување на потпорниот апарат на забот, додека пак на сликата десно забележувате една лоша навика на туркање на забите, особено од максилата со јазикот. Морфолошките отстапувања на меките и коскените ткива, кои што беа спомнати уште во предавањето кога зборувавме за анатомијата и хистологијата на пародонтот, се мукогингивални аномалии во развојот на алвеоларната коска. Од аномалиите на гингивата се спомнуваат аномалии на положбата на гингивата во однос на забот, аномалии во широчината на припојната гингива и аномалии во градбата на гингивата. Кога зборувавме за широчината на припојната гингива, рековме дека колку се поголеми димензиите на припојната гингива, толку е подобро за здравјето на пародонтот. Кога имаме мали димензии на припојната гингива, толку можноста за појава и напредување на пародонталната болест се поголеми. Ако се сеќавате, спомнавме и за фенотип на гингивата. Во поново време, во посовремената литература, се повеќе се придава внимание на фенотипот на гингивата. Индивидуи со дебел фенотип на гингивата се многу поотпорни и позаштитени од појава на пародонтопатија, дури и од тераписки аспект, кога зборуваме за тераписки можности доколку настане пародонтопатија, тие индивидуи со дебел фенотип на гингивата се многу подобни за
терапија, отколку индивидуи со тенок-фенотип на гингивата, каде што многу често се случуваат промени од типот на рецесија на гингивата, а и ограничени сме кај тие индивидуи од тераписки аспект. Мукогингивалните аномалии подразбираат пореметен сооднос меѓу кератинизираната гингива и алвеоларната мукоза, се манифестираат како отсуство или тесна зона на припојната гингива. Исто така, тука се бројуваат и коронарната инферција на френулумот и латералните плики, плиток вестибулум кој што исто така е поврзан со тесна припојна гингива и сето тоа најчесто води кон појава на рецесија на гингивата. На овој слайд забележувате висок припој на френулум лаби инфериор, како и на латералните плики, што при постојаното при движење на устните, при говорење, при мастикација, доведува до постојано одвојување на слободната гингива од забот и појава на една ваква состојба на рецесија. Малпозицијата на зъбите исто така се бројува во локалните етиолошки фактори, како што е, например, недоволно изразен вестибуларен екватор на забот. Тоа може да биде како аномалија во самиот развој на зъбите, но може да биде и тој да биде несоодветно изработен кога се изработува вештачка коронка. Доколку тој е неназначен, доколку вестибуларната површина на коронката е рамна, тогаш доаѓа до директно стиснување на храната во гингивалниот сулкус. Додека пак, ако е пренагласен екваторот на забот, тогаш храната оди директно во фундусот, при што отсуствува самочистењето и оној позитивен ефект од мастикацијата на самата гингива. Неправилно оформените тубери и бразди на гризните површини, како и неправилно оформените контактни точки, веќе спомнавме дека водат кон една појава на импакција на храна. Сето тоа води кон зголемена акумулација на дентален плак, импакција на храна, што последично води кон гингивит и пародонтопатија. И сосема за крај од ова предавање, сакам да ви прикажам неколку слайда, каде што се направени фотографии на наши пациенти со несоодветно изработени протетски помагала, кои што се всушност тука јатрогени фактори поврзани со пародонталната болест. И на едната и на другата слика забележувате колку се длабоко поставени цервикалните рабови на коронката. И кај во горната вилица и во долната вилица се работи за една пациентка. Работ на коронката завршува дури во подвижната легарица на алвеоларниот гребен. Состојбата на гингивата го забележувате каква е инфламирана, едематозна, и ова пациентка е речиси на секои 3 месеци присутна на клиниката за болести на устата и пародонтата. Многу често при корекцијата на јатрогените фактори поврзани со пародонталната болест се судруваме со определени проблеми. Значи, колеги, доктрина во пародонтологијата е дека несоодветните стоматолошки изработки треба да се отстранат, бидејќи постојано ќе предизвикуваат прогресија на пародонталната болест. Со проблемите, кои се тие проблеми со кои се судруваме? Многу често се случува пациентите да без претходен пародонтолошки третман направат определена фиксна протетска реконструкција, како што е конкретниот случај кој што го загледате овдека на оваа фотографија. Иако пациентката е долгогодишен пациент на нашата клиника, сепак, заради определени економски причини и одбрзање, без претходно пародонтолошко третирање, направила
и бил изработен всушност еден циркуларец во горната вилица, а ова што го забележувате на фотографијата е после еден месец. Проблем е несоработката од страна на пациентот, кој најчесто заради финансиски причини не сака или не е во можност да преземе ништо за отстранување на јатрогените фактори. Конкретно кај овој случај, пациентката на рати ги плаќала овие фиксни конструкции и не беше во можност да преземе нешто, да даде соодветна сума за отстранување, за вадење на овој циркуларец, санирање на состојбата, секако хируршка интервенција, која што би подразбирала едно хируршко обработување на пародонталните џебови и изработка на нови фиксни конструкции. Ова е она што го зборував како причина за миграција на зъбите и појава на вертикална импакција, кога имаме подолго време екстрахиран зъб, а не надокнаден. Доаѓа до миграција на соседните зъби и појава на импакција на храна, како и присуство секако на трауматска оклузија, која што дополнително го оштетува веќе заболениот пародонт. Ви благодарам на вниманието.